civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дали мислите дека проруските наративи присутни во јавноста може на било каков начин да влијаат на евроатлантските аспирации на нашата земја? Па добро прашање за почеток. Се разбира, тие не може да кажеме дека немаат намера да влијаат, напротив. Една од паралелните работи кои се одвиваат заедно со оваа брутална и со ништо не испровоцирана војна во Украина е силната војна и силните хибридни напади што се случуваат во сајбер просторот, односно и во реалниот простор на интернет, особено заради тоа што е битно тоа, заради тоа што според сите податоци денеска огромен број од граѓаните, а особено една така да ја наречам погодна целна група е на интернет, а тоа се младите, претежно од некаде, да речеме, позрела некоја возраст младинска, 5-16 години па до 30 години, тие главно се на интернет. И тој тип ги прави, таа група ја прави особено погодна целна група за да се врши влијание. А влијанието се прави како што се прави со, можем така да кажем, со конвенционалните средства за војна, со ист интензитет се прават и овие хибридни закани во сајбер или на интернет просторот и се разбира, целта е да се демотивира, да се предизвика сомнеш во вредностите визави Руската Федерација и вредностите што таа ги почитува и негува, и тоа особено се однесува на земјите кои се или членки на Европската Унија, на НАТО сојузот, или земји кои претендираат да бидат членки на овие сојузи кои максимално, нели, познато ги вреднуваат западноевропските демократски вредности. Така да, имаат намера да влијаат, сега колку е тоа успешно или не, тоа е прашање. Ја мислам дека ако зборуваме за нашата земја, се соочуваме со сериозен предизвик, но мислам дека на различни нивоа на инфраструктурата што е потребна за соочување со овие предизвици, ние сме на едно солидно ниво и мислам дека правиме соодветни одговори во однос на тоа низ разни облици, како што се, не знам, сето тоа што го прави владата на Република Северна Македонија и останатите институции на власта, сето тоа особено што го прави на граѓанскиот сектор, визави она што го поседува како капацитети за проверка на фактите и за негување на тој тип на наративи кои се спротивставуваат на овие наративи и сите останати фактори, мислам дека можеме да бидеме задоволни дека сериозно се спротивставуваме на овие влијанија. Оно што е интересно, имаше исто така кампања жестока против за тоа дека владата одлучи да не се емитува Russia Today. Па би сакале вашето мислење дали со тоа се на некој начин влијаеше да се намали пропагандата или на некој начин сега ако не намалиме Russia Today во Македонија, но од соседните држави сепак се превземаат и ги цитираат исто така Russia Today. Добро, вашето прашање се надоврзува на ова што го поттикна професорката, за кој говореше и Филип, со поентите што вие ги имате во вашето прашање. И еве да кажам, да поентирам и јас со тоа што ќе кажам дека не е прашање на тоа на утврдување од каде се генерира пропагандата. Не мора да е тоа Кремљ или Москва. Не мора да е дури и ни соседството, зашто професорката имплицира дека од околината наша доаѓаат. Ние ги имаме дома. Индоктринацијата веќе е направена. И ние веќе дома имаме центри кои продуцираат вредности кои се спротивни на оние кои ги застапува нашето општество и нашата држава. Да не заборавиме дека чисто како една парадигма, малце ќе отскокнам,
Но да речеме, во времето на изборите 2016 во Америка, еден од главните центри за дезинформации беше далеко од Америка, беше во Велес. А вршеше сериозно влијание на изборите таму, односно на пропагандата таму или широм останатиот свет, каде што беше битно да се пласираат тој тип на информации. Битно е во таков случај, многу побитно е колку ќе го направите општество и сите нејзини структури и по вертикала и по хоризонтала отпорни на на таа пропаганда, на таа хибридна војна. И тоа беше нешто што владата од 2017 година особено навака почна да го прави прилично интензивно, затоа што од тој период навака на брза трака беа ставени интензивирањето на европските интеграции на земјата и на НАТО интеграциите. Успеавме со НАТО интеграциите, станавме полноправна членка на Сојузот, на Алијансата. За жал се одолжи ова со членството во Европската Унија, но тие два процеси ги поттикна нападите на сето она што требаше да ги поддржи овие процеси, вклучувајќи го промената и на името, договорот со Преспа, промените во општеството за транспарентност, отвореност и за максимална отвореност на владата и на низините институции, и тоа ги алармираше овие центри кои се веќе, како што реков, индоктринирани, да ја започнат максимално интензивно нивната работа, нивната пропаганда за што се тука поставени и да прават сето она што го правеа визави референдумот, визави договорот со Преспа, да пласираат максимално и интензивно дезинформации. Одговорот, знаете како во едно демократско општество, како што тендираме, како што го негуваме, како што практикуваме ние да го воспоставиме и да го негуваме, аплицирајќи и западноевропските вредности, не можете да се спротивставите на ригиден начин како што некои очекуваат и да забранувате, да прогонувате, да правите лов на вештерки и така натаму. Почитувајќи го правото на слободата на говор, во исто време со исти интензитет, можеби и уште повеќе, започна максимално да се спроведува политиката на транспарентност и на отвореност, за сосема јасно со вистината и со брзи реакции на дезинформациите да се спротивстават вистинските информации, вистинските вредности. Тоа беше намерата и борбата. И затоа беше поттикнат планот за борба против дезинформациите на владата и тој план беше организиран во неколку структури. Едната беше што воопшто не постоеше во владата кога во 2017 година практично и ова и претходните влади, бидејќи нели доаѓаат практично од Социјалдемократскиот сојуз како предводник на коалицијата, не постоеше таков систем на организирање на комуникациите кој нелесно, кој со вистински одговор ќе им се спротивстави на овие појави. И затоа беше потребно од нула практично беше поставен еден таков систем, прво внатре во рамките на владата и во рамките на владините институции да постави систем на брза внатрешна комуникација која ќе генерира брзи одговори на дезинформациите. Немаше такво нешто порано. Сето беше централизирано во еден кабинет, во кабинетот на премиерот. И оттаму излегуваше се што требаше. Но тоа не беше доволно. Или не беше така направено за да има вистински одговор. Во овој случај ние моравме да организираме систем кој ќе ги поврзе сите институции, министерствата, другите институции на извршната власт, за брзо да ги добиеме соодветните одговори за да реагираме визави дезинформациите. И знаете како, во еден таков систем кој ќе поставите, секогаш треба да се има на ум дека, нели, ќе каже некој клише е тоа, ама многу точно и многу соодветно клише, додека вистината ги облекува черулите, лагата веќе го заобиколила светот. Но тоа не обесхрабри. Напротив, не стави во ситуација на уште поголема алертност, на уште поголема подготвеност, на уште поголема екипираност на тимовите, од тогаш натаму не престана обуките, подготовките, сето она што беше необходно тимовите во владата и во министерството да бидат обучени на таков начин за брзо да ги препознаат дезинформациите и брзо да реагираат. И еве да не должам многу, само да завршам со уште оваа поента. Многу е битно што во ова време, некој може да го каже тоа дека е среќа или производ на околностите, но како и да е, битно е што во овој период ние станавме членка на НАТО.
како членка на НАТО, ние сме дел од системот на НАТО за одговор на дезинформации. А Република Северна Македонија има пристап многу соодветен до она кои се изворите на дезинформациите, каков одговор треба да биде направен и така натаму. И во Европската Унија како земја кандидат исто така ние сме дел од системот за брз одговор, Rapid Response одговор, кој го овозможува сето тоа да имаме пристап до ресурсите на Европската Унија, соработка во размената на информациите, и тоа не прави подготвени да реагираме соодветно на сите дезинформации. Не знам дали пропуштив нешто, но тука сум сведоци дека изминатиот период исто така и НАТО како членка, како алијанса е често напаѓана и на некој начин се прави таква нарација дека всушност НАТО е таа што ја предизвика војната во Украина, а не Русија. Тоа е она кое што го забележуваме од овие структури, што исто така и беше и нападната и во Македонија, дека не се користи МК кратенката, туку се користи НМ, кое што исто така е проширено низ социјалните мрежи и во дел од тој круг, кој што нели на некој начин и НАТО алијансата односно е нападната, дека нели имавме и медиумски содржини дека НАТО конвојот е нападнат во Грција од тројца членови на одредена структура. Но тоа се добива печатот дека сите грци, цела Грција го нападна НАТО конвојот. Како ќе се избориме против тие дезинформации? Само со брз одговор и со вистина, знаете како. Мислам дека имавме брз одговор на овој случај што го спомнавте со кратенката за МК, дека е сега НМ. Мислам дека владата прилично брзо реагираше, Министерството за надворешни работи, преку нашата постојана мисија во НАТО, и брзо одговоривме на тоа прашање и не поминаа ни, не знам, 12 на часа откако тоа беше затворена тема. Ете, ова што го спомнувате, тоа е тој тип на извртување на фактите и нивно представување во светло кој апсолутно не одговара соодветно на вистината и на реалноста. И да не заборавиме, постојат многу субтилности, ова што спомнувате дека центрите за пропаганда делуваат врз самите столбови на системот на западноевропската демократија и на западноевропските вредности, НАТО. НАТО се знае на што е вредност. И вие нормално дека тоа ви е таргетот на кој ќе ги насочите сите сили. Но постои една многу субтилна тенденција и субтилни напади кои се вршат, например нападите кои во серија беа направени врз Министерката за одбрана. Сведени на едно апсолутно безсмислено лично ниво, на персонално ниво, за да се дискредитира една личност која апсолутно ги поседува сите максимални способности да управува или да раководи со Министерството за одбрана, и тоа максимално го покажа во изминатиот период. Но тоа е причина за напад. И таму беа насочени нападите. И има уште многу такви субтилности, ова со да одиме до тоа да зејтинот, маслото за јадење и така натаму, и тој тип на продуцирање на информации кои на таков начин го подгреваат сомнежот, она што го спомнав јас на почетокот, кај граѓаните да ги обесхрабрат нивните ставови што долги години ги градиме визави нашите стратешки определби, членството во Европската Унија и нашето учество во операциите и во она што го негува НАТО. И затоа е тој тип на напади таму насочен, и затоа тој тип на таму се потребни овој тип на одговори за кои мислам дека до сега добро ги насочувам. Пропагандните војни, дезинформациите, хибридните закани во својата суштина имаат цел секогаш да предизвикуваат или да одржуваат одредена криза. И таа криза може да биде врзана и за безбедносната криза, политичката криза, социјалната криза и така натаму. И околу тоа не треба да имаме никакво сомневање дека тоа е едно од намерите. И апсолутно треба да се има предвид дека тоа е така. Еве да го подкрепам тоа со, да речеме, со еден пример, актуелен пример. Штрајкот во образованието. Многу е свеж, многу е актуелен, може би е малку и чувствителен да се анализира од овој аспект, но кога имате една ситуација во која на сите понуди на владата има
Не, иако се работи за понуди кои се за решавање на проблемот и на прашањата кои ги поставува Синдикатот за образование, за сериозни понуди кои никогаш до сега не биле дадени како такви. Никогаш во оваа земја, во поновата историја од независноста навака, немало понуда од 12% покачување на платата во образованието. Ако на тоа се додадат и претходните 2 или 3 покачувања, ние стигаме до покачување на платите во образованието во последните 3 години од 32%. И сега ако во еден таков амбиент имате тие што го организираат штрајкот го одбиваат да го прифатат тоа, не можете да кажете дека тоа не предизвикува криза на социјален план, на општествен план. Влијае тоа секако. И тоа е дел од тој мозаик за создавање на тој тип на ситуации во општеството. Не тврдам директно дека е тоа поврзано со некакви пропагандни појави или системски пропагандни активности, но би тврдел дека се работи за непрепознавање на вистинскиот момент и за чувството на одговорност во една таква ситуација во која се наоѓаме денеска како општество, во една исклучително тешка ситуација предизвикана од војната во Украина, која како лавина предизвика неколку кризи економски, енергетски и така натаму, да го како се вели тоа, да бидете настрана од таа ситуација и да не чувствувате одговорност дека придонесувате за зајакнување на кризата е сериозен недостаток на чувство во таква ситуација. И можам да, не знам, може и некои други ситуации да се спомнат како такви, но ќе повторам, секако тој тип на пропагандата нема намера да постигне еднократен ефект, туку да ја одржува кризата постојано и континуирано за да создава, пак ќе се повторам по трет пат, за да ги подкопа уште еднаш сомнежите на граѓаните во вредностите што ги негува општеството.